Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми и граѓани. Овој закон го поднесовме за измена на Законот за административни службеници, се со цел да имаме јасно и прецизно разграничување на примената на постојниот законски систем во однос на службите на Собранието на Македонија и се предлагаат измени во членот 2, 6, 8 и 71, каде јасно се прецизира дека работите кои што ги вршат собраниските служби и службеници за потребите на Собранието, на председателот, на работните тела, пратениците, представуваат посебни административни работи поврзани со остварувањето на уставните и законските надлежности на законодавната власт. Понатаму се утврдува дека собраниските службеници се применуваат одредбите од Законот за административни службеници само доколку со Закон за собрание не е поинаку уредено, со што обезбедува примена на начелото lex specialis derogat legi generali и се заштитува автономијата на собранието. Воедно се врши усогласување на одредбите за плата и надоместоци со цел да се отстрани можноста за влијанието на извршната власт врз законодавната власт и да се зајакне финансиската и функционалната независност на собраниската служба. Потребата од итно уредување на ова прашање произлегува од фактот што неусогласеноста помеѓу Законот за административни службеници и Законот за собранието создава правна несигурност и ризик од дерогирање на посебниот закон, а со тоа и нарушување на уставното начело на поделбата на власта. Продолжувањето на ваквата состојба би можела да овозможи директно или индиректно влијание на извршната власт. Морам да напоменам дека со националниот акцијски план на собранието кон целите на отворено владино партнерство 2018-2020 година, во кој како една од клучните стратешки цели беше утврдено воспоставување на независната професионална и ефикасна собраниска служба и вреднувани службеници. Предложените законски измени представуваат директна реализација на оваа цел и обезбедуваат нормативна подршка за воспоставување финансиска и административна самостојност на собраниската служба. Само за подсетување на јавноста, а и на колегите од ВМРО-ДПМН. На 16.1.2020 година се изгласа самостојност и независност на собраниската служба со 82 гласа за, ниту еден против и ниту еден воздржан, што укажува на согласност на сите политички партии кои што дадоа подршка во исполнување на оваа заедничка цел, меѓутоа и на она што го работевме заедно со нашите партнери, а тоа е Швајцарската конфедерација, односно амбасадата на Швајцарската конфедерација во Македонија и Националниот демократски институт. Ова се сликите во кои што сите представници од политички партии или Веста во тоа време го прифаќаат овој предлог за независна собраниска служба и за зголемување практично на платите. И ова беше нешто со кое што секој од координаторите на пратеничките групи побрзаа да се пофалат пред македонската јавност дека имаме една ваква согласност за сите. И секој беше добро за да ова парламентарно мнозинство не го измени тој закон и не ја сруши таа собраниска независност на службата. Иако направија повторно втора измена во која што се одложи примената за 1.1.27 година, меѓутоа одложувањето на примената на ова законско решение со кое што вие ги изедначивте собраниските служби со сите останати, покажува дека не е променета политичката волја во однос на носењето на законското решение или дека вие сте ја промениле целосно политичката волја во моментот кога траеле тие така наречени планински разговори во собранието и кога преку консензус се дојде до тоа дека треба да имаме независност во раководењето на службата, независност на законодавната власт и така натаму и така натаму. Токму од тие причини сметаме дека треба да се донесе вакво законско решение. Ова законско решение не предизвикува фискални импликации, не предизвикува некакви нови обврски и има за цел исклучиво усогласување и заштита на
автономијата на собранието и затоа сметам дека сите заедно, како тогаш што е изгласано, треба да го прифатиме ова законско решение, да ја вратиме автономијата на собраниската служба која што вие како мнозинство ја укинавте и заеднички да кажеме дека барем во домот во кој што сме сите ние заедно, ќе знаеме да ја почитуваме и трудот на работникот и трудот на оние кои што без нив не може да се одржат ниту едно од седниците, ниту на работните тела, ниту може да функционира пленарната седница, ниту може да работи претседателот и сите структури внатре во собранието и на тој начин да се вратиме повторно на ваквите слики кои што покажуваа во тоа време единство. Единство не може да се покажува само неколку години, а после тоа кога ќе дојдете на одредена позиција, да ги укинувате правата на работниците кои што сме ги имале, меѓутоа и да се негираме сите ние, самите себе си, со тоа што наместо да одиме кон продлабочување на независноста на собранието, наместо да носиме нови законски одлуки, кои што ќе ја операционализираат нашата политичка волја и за независно обезбедување во собранието кое што беше поставено, ние сега се враќаме чекор назад во овој правец и практично наместо зајакнување на независноста на собранието, уште повеќе стануваме зависни од извршната власт. И не знам зошто е тоа целта на ова парламентарно мнозинство, предводено од ВМРО, ДПМН, знам и ВЛЕН, кога сите декларативно се залагаме за сосема нешто поинако. Така да барам поддршка од сите вас за законодавниот дом. Значи, ова што го правиме, не го правиме за никој друг, го правиме за нас како пратеници и законодавниот дом. Ако ние не сметаме дека дигнитетот на ова собрание треба да биде на едно повисоко ниво, и ако ние не сметаме дека на овој начин треба да ја подигнеме независноста на службата, тогаш може да очекуваме било што друго, меѓутоа не може да очекуваме дека ќе не разберат луѓето, работниците кои што еве сега блокираат пред собранието и така натаму во однос на целата ова состојба која што ни се случува во државата. Благодарам.